сите. Ова не е редот. Штип мора да блеска во Источна Македонија. Тоа е центарот на Источна Македонија. Она која што во првиот круг беше порака од цела Македонија, ќе биде порака и од Штип. Јас сум убеден во тоа. Ореолот околу нас на победници го имаме и јас знам дека граѓаните се многу трезвени, многу свесни. Ова ќе се случи во Штип. Никој не сака да наштети преку гласањето на перспективите на својот град, на своите граѓани. Знам дека многу граѓани кои што во првиот круг седеа дома ќе излезат да ја подкрепат победата овде во Штип. Во Штип советот е веќе добиен, јасно е во кој правец се движи Штип. Апсолутно убеден сум дека и дел од гласачите кои што дадоа глас под притисок на Илчо Захариев, надевајки се дека можно е ВМРО некако да обстои, сега се прекршува. Тоа ви е јасно на сите. И истовремено поддршката од Народна партија е драгоцена и знам дека целото тоа апсолутно ќе излече разликата на крај помеѓу 1000 до 2000 гласови, кои што можеме со право како разлика да ги очекуваме овде во Една работа, сакам да испратам порака. Јас сум искусен политичар и знам како се движат трендовите и знам дека победата ќе ја имаме во Штип. Но ве молам до крајот на кампањата да се ја изработиме работата, да им пристапиме на граѓаните, ама да бидеме пријатели. Ние сме различни од ВМРО да помогне. Ние не сме насилници како Илчо Захариев, кој што насила им влегува во куќите, малтретира луѓе, ги убедува во нешто што не може да ги убеди. Имаше тој своја шанса. Неговото заврши. За жал се определи меѓу граѓаните и парите, се определи за парите. Но беа сладки парите. Заврши тоа време. Ако се определил да работи за граѓаните и да добие поддршката од неговата централа власт која што беше, другчие ќе беше и Штип и другчие ќе беа неговите позиции. Сега веќе е доцна за Илчо Захариев, нека си ги работи трефките, нека си помага на граѓаните, да си избереме градоначалник кој што и по става, и по мотивација, и по посветеност, и по искуство, и за политичка поставеност во Македонија е избран за да го води Штип во добри перспективи. Затоа да завршиме кампањата во слобода, како што беше и во првиот круг. Да гледате, цела Македонија е слобода. Никој не веруваше. Илчо Захариев викаше 5000 гласа разлика ќе победил. Мало сутра ќе победил 5000 гласа разлика. Видовме дека готово. Советот го добивме, буквално прекршувањето се случува на 29. И на вистина да пружиме рака на луѓе, да градиме пријателство, да знаат дека сме различни од нив. Заради тоа што преку пријателство, преку позитивен дух, ќе оди и Штип напред, ќе оди и Македонија. Сакам да го знаете сите тоа. За нас граѓаните се еднакви во цела Македонија, за нас граѓаните се еднакви во Штип. Важен е Штип. Важен е секој проект во Штип. Кога ги реализираме градинките, не може да ги делиме децата на некои деца на ВМРО или некои деца на СДСМ. Не. Кога ги решаваме улици, ќе одиме пред секоја куќа да ги решаваме улиците. Уличните светилки, големите проекти за сите граѓани подеднако. Тоа така мора да биде. На граѓаните ме преку глава од политички делби и поделби. Доаѓа ново време, во кое што Штип ќе се гордее како град. И за овој многу важен дел во Штип. Сите знаете дека ова е вториот центар на Штип. Тука живее многу народ од Штип. И буквално развојот на Сењак мора да го осовремени се вкупниот развој на Штип како град. Ќе го растарети бремето на преокупираност во Штип. Овде мора да создадеме нови плоштади, нови урбани јадра, нови спортски терени, нови јавни објекти, за да можеме буквално да му дадеме простор да се шири Штип, да дише Штип и буквално да се развива како еден модерен град, како што го заслужуваат сите граѓани, посебно младите луѓе што ги гледаме овде околу нас. Затоа е многу важно да истуркаме работата до крај, буквално во пријателска атмосфера. Ве замолувам професионално да се ја завршиме работите со флаерче во рака, со програма, промовирајќи го нашиот кандидат. Тоа е демократија, тоа е слобода. Затоа, јас реков, 19-ката е согласно нумерологијата. Убава символика. 1 значи почеток, го почнавме. 9-ката значи крај. Го начнавме Илчо Захариев, ќе завршиме работата со 9-ката. Буквално, бројот 19 е символика
и во општини каде што владееше сериозен бастион на ВМРО ДПМН, да видат граѓаните слобода од и многу и нивни подржувачи. Ја чекат слободата, да знаат. Незгодно им. За 7, за 9.000 денари душата ја дава таму на ѓаволот. Ова мора да значи слобода за сите. Пари повеќе за секој граѓанин, раст на платите, раст на перспективите за сите. Јас сум убеден и затоа вака уживам во кампањата. Затоа сум вака со озарена лица. Оти доаѓа убава иднина за сите во Македонија. Затоа, почитувани граѓани, јас навистина овде во Штип последен пат доаѓам и сега оставам се во ваши раци. Аурата и ореолот околу нас е комплетно позитивен. Луѓето сака да бидат со победниците. Дајте им шанса да бидат со победниците. Тоа е ваша обврска. Да завршиме работата до крај. Победата заедно ќе ја славиме, заради тоа што важен е многу Штип. Благодарам на активизмот, благодарам на подршката. Да живее Штип, да живее нашата Македонија. Председателю, неделата чекаме заедно да славиме. Славиме заедно. Победа. Јас сум Велица Караѓозова, моментално пензионерка, меѓутоа 14 години работи со Илчо Захариев. Со тој криминалец и монструм. Джабе се заканува пред Хипократ, затоа што 15 години он дава лекови, 7 шлепера со изминат рок. Лекови сам примала со изминат рок од 2 години. Сите што ги примаат тие лекови се изврла алергија и во Галенска лабораторија се правеа масти и тие се лечеа деца. И не сакам, јас сум 22 години со тешка депресија. Не сакам веќе никој да страда од депресија. И сакам тој гад и монструм да си одговара пред правдата, да биде затворен. Ја не знам што се чека со 42 пријави до сега да не е у затвор, него да му даваме втор мандат. За жал. Значи, еве вака, секој мора да се одговара по закон, спас нема за никој. Не сакам, значи, никој. Мобинг у работни организации, кој СДС да страдат, фамилиите да истрадат. Еве Бочваров, исто неговите родители страдат сега. Согласувам се. Ајде да помогнеме злото да замине. Да завршим сакам. Да замине злото. Кога и правдата ќе биде задоволена ке мене. Ала и на подршка. Е така. Другари, фала на сите, ние одиме по другите населници.